Клупската изложба Мајски салон и оваа година повторно пред широката публика и пред љубителите на фотографијата. По девети пат Мајски салон се организира од страна на, веќе знаеме, на клубот Фотокиноклуб Козја Куманово, кои што 9 години поред се покажуваат во едно прекрасно светло и веќе оваа изложба прерасна во традиција. Многу повеќе денеска за истата ќе дознаеме од мојата денешна гостинка, соговорничка. Велам здраво за Маријана Павличек. Здраво на тебе и на сите слушатели. Еве, најпрво благодарност за одвоеното време, благодарност што и денеска си наша гостинка и ќе не удостоиш со повеќе информации во врска со оваа изложба, која што треба да се реализира на 25 мај. Повели да слушнеме што оваа година ќе можете вие како фотоклуб да понудите на големата широка публика, која што секогаш е заинтересирана за квалитетна фотографија. Мајски салон, значи девети пат поред, како што напомена. Оваа изложба е наша традиционална клубска изложба, која ја представуваме на публиката, односно на неа ги представуваме нашите дела, изработени во текот на таа година. И тоа се претежно дела кои имаат најголем број освојувано награди, најдобри се и слично. Оваа година ние ќе имаме поставка негде околу 30 на фотографии ќе бидат изложени. Останатите ќе бидат презентирани електронски, односно преку видеобим. Исто така можем да напоменам дека на оваа изложба ќе имаме изложено и фотографии од нашите курсисти кои завршија оваа година и им беа доделени дипломите. И поставката мислам дека е прекрасна и убаво е да се посети и да се види самата изложба. Ќе споменеме нешто и во врска со тематиките. Кои најмногу тематики се забележуваат токму во вашиот избор, потесен избор на изложба? Па темата на фотографија, значи имаме многу теми, денеска барем, од кои најмногу автори праќаат кога ќе видат темата слободна, бидејќи таму на некој начин најубаво може да се изразат, отколку за исто така добиваме и многу фотографии со природа, со некоја архитектура, некоја животна приказна и слично, но сепак фотографијата е добра кога таа самата има некоја добра порака, која самиот читател на таа порака ја знае и знае што сака самиот автор да ни каже со таа фотографија. Така да, кога имаме избор на некои фотографии, ние ја гледаме сепак онаа визуелната порака која ни ја доставува самиот автор. Споменавте дека имаме на изложба изложено 30 дела, точно така, околу 30 ќе бидат во принт, а останатите ќе бидат електронски покажани преку видеобим. Ова е клубска изложба, тоа значи дека само вашите членови учествуваат? Да, членови и новите курсисти кои завршија оваа година и тоа ни беше успешно завршена фотошкола. Колку курсисти имате оваа година? Оваа година имавме околу 15 и навистина се покажа добро и задоволство ни е да ги покажеме и нивните дела на нашата публика. Се наметнува прашањето кога веќе овие курсисти завршуваат, веќе добиваат диплома, сигурно дека ќе бидат отворени вашите врати за нови курсисти кои што ќе почнат можеби од наесен? Точно така, ние секоја година организираме фотошкола. Обично таа започнува од октомври и трае до мај. Во таа фотошкола е вклучена историјата на фотографијата, оној технички дел за фотографија, нешто малку од фотошоп, односно они основни работи и на крајот курсистите ги оставаме самите да творат, да си ги средат своите фотографии и да ни ги достават на нас, а ние како уметнички совет одлучуваме кои се добри, кои може да бидат како сега на Мајскиот салон изложени и прикажани. Така. Еве, Мајскиот салон изгледа дека е некако целокупната ваша, најдоброто од вашата целокупна работа во текот на годината, нели? Точно, и се сумира во овој Мајски салон кој што традиционално. Ова се претежно фотографии кои се праќани на многу меѓународни, републички, клубски, меѓуклубски изложби и тука се исто наоѓаат и фотографии кои имаат најголем број награди земено во текот на целата година.
Значи најдобрите ќе ги видиме кога? Ќе ги видиме на 25 мај во културниот дом Трајко Прокопиев во 8 часот. Во 20 часот. Во 20 часот. Така, кој ќе ја отвори изложбата? Се уште тоа останува на вас да дојдете и да видите. Тоа останува на нашите слушатели, нека повелат на 25 мај во 20 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев, а за сите оние кои што ќе не можат или ќе бидат спречени поради некои оправдани причини да ни дојдат, до кога ќе биде изложена постановката? Поставката ќе биде изложена 7 дена, така да ќе имаат можност да ја посетат до 1 и 2 јуни. Доволно слушнавме за она што ни предстои на 25 мај. Не откриваме многу детали, така? Сепак сето тоа нека биде изненадување за таа вечер. Исто можам да напоменам дека во склоп на ова наша клупска изложба ќе има уште една изложба која ќе биде изложена, тоа е Малиник, односно станува збор за циркуларна изложба од 2017 година. Што се деси од ова изложба, кога истата ќе биде? Исто на истиот датум ќе бидат изложени нашите клупски фотографии, како и фотографиите од самата таа изложба. Добиваме две во едно. Да, точно така. Маријана, ти благодарам за разговорот и уште еднаш еве ти оставам простор, покани ги сите оние влюбеници во фотографијата. Значи ги поканувам сите слушатели, љубители на фотографија, професионални фотографи, аматери, да имаат таа чест да присуствуваат на 25 мај во 20 часот во културниот дом Трајко Прокопиев во Куманово. А јас само можам да ти се заблагодарам за учеството во емисијата. Благодарам и на тебе.